Токму ние сме македонски клуб. Клубот ни е формиран во 2020 година и му реков на брат ми, дај да ја формираме една македонска екипа. 19 така прилика како би дошло. Ова дури 10-та лига е. Македонија Ѓорче Петров, мој матичен клуб, нивниот ранг е во Оберлига, што е високо многу ранг, меѓутоа во јануар месец добивам понуда од македонски клуб, каде што сепак Мој денес во малку спортска варијанта. Најпрво сакам да се заблагодарам на моите верни поддржувачи, ресторан Цур Трауве, Најперк, место каде што ќе најдете највкусната храна и најдобрата услуга. Исто така Александар Јосифов, дечко кој се занимава со посредување за стекнување со возачки дозволи на мобилни платформи, машини за градежништво, телескоп машина, вилјушкар и кран. Секако, ако сакате да ме поддржите и мене, можете да купите производите кои ги нудиме на нашите Facebook и Instagram страници. Погледнете. И, како што напомнав, денес имаме една спортска варијанта на нашата емисија. Се наоѓаме во еден македонски клуб, каде што денес ќе има фудбалски надпревар на македонската екипа која се наоѓа во близината на Дизелдорф. Тука со мене се наоѓа претседателот на овој клуб, кој учествувал во формирањето на самиот клуб, и ќе му дадам простор да ни се представи и да ни каже малку историјата на клубот. Добар ден и ве молам да ни се представите и да ни кажете каква улога вршите во овој клуб. Добар ден, чест ми е што дојдете тука. Добар ден на гледачите. Токму ние сме македонски клуб. Клубот ни е формиран во 2020 година. Како што знаете, тоа беше време на корона, могуćности беа многу ограничени. Идејата ми беше дека јас ги имам сите младенски екипи овде во Германија поминато, тука сум роден, тука сум израснат, тука сум школован. Му имаме помогнато со брат ми на србите да формират екипа, на мароканците екипа и последно еден период што не сум играл фудбал, мислам 5-6 години не сум играл фудбал, многу има воља пак да играм фудбал и му реков на брат ми, дај да ја формираме една македонска екипа. И така си формиравме екипа, ама во време на корона. Тешко беше, ама некако успеавме. Првиот чекор ни беше изнајмивме една сала од градот Дюселдорф тогаш уште, тоа се водевме по Дюселдорф. Бевне 3 до 4 од почеток. Значи многу тешко беше. Чат-пат игравме фудбал, ако бевне само 4 игравме кошарка. Тоа си беше работата, ама издржавме. Корона помина, број на луѓе се зголеми, играчи дојдеа. Така 2021 се пријавивме на мал фудбал. Имат во Дисов мал фудбал и директно прва година и го освоевме и титулата ја освоевме. После гледаме бројот уште се зголемуваше и реков на брат ми, 11 на 11 ќе покушаме. Одиме на цел ризик, ако успеет. И така почнавме, има во Дюселдорф хоби лига. Значи све само хоби екипи. Аматерски што го аматерски, да. И таму од почеток бевме многу добри, после малце пајгавме, знаеш како е македонската работа, од почеток сме сите загрени, после пајгаме. Ама сепак издржавме добро, мислам во средината завршивме, тоа беше супер за прва година, успех. Ама на играчите им беше желба во правилната германска екипа, во правилната германска лига да играме. И за тоа се затрудивме. Скоро година и пол баравме стадион, не можевме никако стадион да добиеме и затоа и се одлучивме да се тргнеме од Дюселдорф. Како што реков, нормално бевме екипа од Дюселдорф, ама од Дюселдорф не можевме никако терен да добиеме и затоа се префрливме во Ратиње, што вистина имат овде може 5 минути до Дюселдорф. Тука е границата. Градот Ратиње многу ни помогна, значи овој терен ни го даде да го служиме како наш терен, видовте веќе со облекувална имаме наш, просторија си имаме наше и така и почна фудбалот полека и овде активно да стануваат. Луѓето, македонците слушна, овие се сериозно, почнаа зимата, така нови играчи дојдеа.
до зимата да речам окей бевне, уште аматерска екипа, ама зимата дојде многу јаки играчи. Дојде играчи од прва лига, Слеган Кралевски, што сега моментално и заменик тренер ние, може после ќе направите интервју со него. Дојде, може го знаете и Дарко Миневски, игра прва лига во Македонија, втора лига во Шведска. Тоа се појачувајна, што висто луѓето сватија фудбалов полека сериозно е кај македонциве. И сега се спремиме за друга лига, за друга година ние плано да се качиме на лига. Апетитите растат. Да, апетитите растат, сега да видиме дали ќе успееме. Цилта е тоа и све ќе се трудиме да успееме таа цел. Супер. Самите напомнавте дека порано се занимававте со фудбал, поминавте категориите пониски. Да. Ме интересира мене, пошто и јас сум се занимавал, сум ги поминал тие категории во Македонија професионално, можам да кажам. Какви се тука условите, какво е ситуацијата, дали може да се напредува? Во аматерскиот фудбал, да речам 99% овде во Германија све сам финансираш. Значи финансиски е све малце тешко. Ние ко деца си плаќавме, мислам 10 евра месечно плаќа моите родители за да можеме да играме. А во кои клубови? Почнав, тоа беше порано, се викаше Алеманија, Дюселдорф, не постават после, после бев во Флинган, после во Туру Дюселдорф, таа ти беше тогаш во пета лига, и ко стана возрасен, се префелив ка Србите и помогнавме да формират екипа и после тоа појќе нема воља да играм. Значи јас престанав со, мислам, 22 години да играм и почнав после со 30 и нешто пак овде за нас да играм. А во која лига може да се рангира ова? Како 7, 8, 9, Не, така прилика како би дошло? Ова дури 10-та лига е. 10-та лига. Значи ние пред пола година почнав, пред пола година запишавме екипа, летото 2023 почнавме. Тоа е 10-та лига, последна лига, ама се знаете, одолу се почнуваат. Добро, може да се види дека за 10-та лига сепак има добра организација, добри услови, терен, соблекувални и се што понатака. А кој ви помага околу организацијата? Вие се тоа сами го правите? Скоро 90% сами, се трудиме да добиваме членови. Почнавме со членство, мислам, пред 2 месеца и бројката веќе настигна на 70 члена. Тоа, мислам, за 2-3 месеца е голем успех. А планот ни е уште ова година да стигнеме минимум на 100 члена и после така натаму. Имаме спонзори, еден спонзор имаме, тој и нашиот капитен е. Покуши некако трошкоите да ни ги покрие, дека доста трошко имаш. Германската лига барат пари. Све за све и свашта те казнува, да речам. Било која грешка си направи, некоја ситница да е казна. А колку најдалеку тука ви се патувањата, гостувањата во колкав радиус? Гостите ни се многу блиско. Значи ние играме само со екипи од Ратинген, Дюсселдорф и Хилден. Тоа ти е максимум 30 километри. Ама кога сме веќе во далечина, нашиот играч идат од најдалеку идат 100 километри. Само да играт фудбал. О, браво. Да. Тоа е желба, се гледа желба. Тоа е желба, да. Значи имаме така двајца, имаме од Јули што идет, а имаме од Дортмунд што идет. Значи вистина тоа е желба и љубов кон фудбалот и свакем час што идет, да. Добро, пред се ова е добар пример да покажеме како сме организирани ние македонците во Германија и како се дружиме помеѓу себе. Секако дека после овие фудбалски надпревари има дружење, има пиво, има седење, има све. И уживање. Затоа нема што да се мислат играчите, све е организирано. Супер, тоа е добро. Ви благодарам многу што одвоивте време и посакаме среќа во денешниот надпревар. А сега доколку има можност разговараме малку и со останатите членови. Фала многу. И тука покрај мене го имаме еден од најзвучните играчи во оваа македонска екипа, Даниел Аврамовски. Добар ден, Даниел. Добар ден. Ти одзема малку време, гледам дека те започнете за скоро. Сакам да ни кажеш малку мене, а и на мојата публика, кој е Даниел Аврамовски и каде се има настапувано во Македонија? Вака од твоја 8 годишна возраст се занимавам со фудбал. Почетоците се мој во ФК Македонија Ѓорче Петров, мој материн клуб, кај што се задржам до 17-та година. После одам во Лазаревац во Србија, каде што играм 2 години. Се враќам повторно во Македонија во фудбалски клуб од Кумано во Милано, каде што бевме вице шампиони, каде што имавме утакмици во тогашно Куп УЕФА надпреварување со Славен Белупо. За подоцна да заминам во Хрватска, каде што се задржам 2 години во Крижевци.
Имам настапувано Ал Салмија Кувајт за пред 2,5 години да дојдам тука во Германија на некој начин. Се почнувам во Германија во клубот Туш Бовинхаузен од Дортмунд. Голем поздрав до екипата, до газдата, им посакувам многу успех. Нивниот ранг е во Оберлига, што е високо многу ранг, меѓутоа во јануар месец добивам понуда од македонски клуб, каде што сепак проработам македонското на вас. Веќе годините се 34 години имам, да ако може да се помогне на екипата, имаат високи амбиции, голем успех. Од јануар навака немаме пораз ниту еден. Амбициите на клубот се високи, сакаат да влезат во повисок ранг, така да голема благодарност до претседателот, до тренерот, имаме сите фантастични услови, 2 пати тренираме со еднашка утакмица за сега. Плановите за следната сезона се секако да се пласираме во еден ранг повисоко, со тоа што ќе имаме по 3 пати тренинг, еднашка утакмица. Ги повикувам македонците што се во Германија, иселеници, што имаат свој бизнис, што имаат на било кој начин да сакаат да го помогнат овој клуб, затоа што е релативно млада екипа, успешна, перспективна, нема да зажалат, на било кој начин да помогнат, дали со спонзорство, дали со опрема, со било што. Денеска имаме пето пласирани сме моментално со една утакмица помалку од првите, играме со првите, дерби утакмица. Се надеваме на 3 бода, сигурно ќе дадеме максимум, ќе добиеме 3 бода. Имаме амбиции за следните 4 кола да завршиме први на табела. Брат, што сме ние тука дојдени, сигурно денес победува. Сигурно победа, да. Ти благодарам, многу ми беше Ништо. лесно Фала ви на кога вас. човек сами ќе си ги каже сите мои прашања. Фала ви на вас, голем Посакувам успех. среќа, тука сме ние ќе ве гледаме и Готово. навиваме Фала ви за на поддршката, Македонија. се гледаме. Македонија, Среќно. секој со срце. Чао. Сега тука со нас го имаме капитенот, а воен и спонзорот на оваа екипа и сакам Игор да ни се Андриевски. представи. Игор Андриевски, да. Кажете ни како, од кога сте тука во овој клуб и како, на кој начин го помагате? Па јас сум од самиот почеток на клубот, сум член, едно капитен и спонзор на екипата. Релативно А со што се занимавате вие во бизнис? имам фирма за аутоклинич интензив леге, пациенти кои што се трахеостома и на Beatmung. Значи многу е битно да се дава поддршката на македонските клубови, со тоа и ги повикуваме сите останати други да помогнат на некој начин кој како може Да, да се развива дружбата помеѓу македонците. Да, оваа екипа има потенцијал, има во дечките има квалитет и потенцијал за качување во повисок ранг во лигите, меѓутоа фалат спонзорства, ете јавно ги повикуваме сите кои се заинтересирани на било каков начин ќе може да помогнат, ние сме отворени за соработка и ќе биде од голема помош на клубот. Океј, ви благодарам, нема да затрашам, ви посакуваме успех. Фала.